Што мислите, денеска очекувате дека американците ќе продолжат да играат топло-ладно со тие радикални групации на исламскиот фундаментализам, кои еднаш ги користеа, друг пат им беа одредени непријатели, меѓутоа постојното топло-ладно играње со нив трае, па дури ни имотот на Осама Бин Ладен или на тие одредени групации кои потекнуваат од Јемен или од Обединетите арапски емирати или Саудиска Арабија воопшто не е конфискуван во Америка. Па и да сакаат веќе не се во позиција американците тоа да го прават, затоа што во иднина се повеќе ќе бидат преокупирани со собствените предсе економски проблеми. Тие се обидува собствените проблеми да ги извезат кој финансиска криза ни светот. Па дури тоа играње со нафтата ни се обидува според вашите толкувања да земат дел од таа играчка нафта како би можеле да ги покријат своите загуби во работењето. За која сума станува збор, ние тоа не можеме ни да го сватиме, за колку количество на нафта станува збор за која е земена од тие нафтени наоѓалишта во Ирак. Никој не може со сигурност, тоа го знаат самите американци, да тврди која количина на нафта е земена, извезена од Ирак. Меѓутоа факт е дека трошоците кои што американците ги имаат за одржувањето на своите и НАТО силите во Ирак, веќе се на еднакво ниво, ако не и поголемо од нафтата која што ја имаат земено од таа земја. Одредени проценки дека сите тие нафтени танкери на американците и нафтени складишта на американците се полни со ирачка нафта, и дека имаме денес не дефицит, туку напротив имаме суфицит на нафта, бидејќи има многу повеќе нафта отколку што се потребите и затоа почнува така драматично да паѓа цената. Точно така, ништо ново. Тоа е еден и од основните резултати што цената на нафтата не само паѓа, туку и допрва ќе паѓа во светот. Дали на тој начин американците да сакаат да ги стават во некоја подредена позиција и Русија и овие одредени арапски земји кои не им се наклонети, токму играјќи преку таа ниска цена на нафтата, на суровините, на енергенсите и така натаму? Не, најмалку Русија можат да ја стават во подредена позиција, затоа што русите располагаат со такви ресурси, не може никој да ги процени на енергија и природен газ, кои не може да соневаат ни самите американци. Европа се обиде да им стави ембарго, замислите, на русите, заборавајќи дека ако тие им го сопрат газот, кој ја напаја цела Европска Унија, таа ќе колапсира за 2 дена. Дури имаме интересна ситуација, русите пред 100 и кусур години ме продадоа Аљаска за $7 милиони на американците, а денес русите повторно преку својот извоз на капитал во Аљаска ја зема на некој начин, сега економски господари на Аљаска се токму русите, не американците. Не само на Аљаска, туку и на други делови од американскиот континент. Во Англија гледајте што се случува, не е тоа воопшто случајно. Во Исланд исто така. Значи најголемите банки во Исланд ги купија русите и русите дефинитивно и де факто преку Исланд влегува. Точно така. Сега зошто Русија ќе биде една од веќе таа е една од суперсилите во светот? Затоа што успеа релативно брзо, благодарејќи на мудрата политика на Путин, да излезе од кризата. Како е возможно и како тоа американците да го третираат дека денес Русија станува многу подоминантна во Латинска Америка. И тоа не само во Куба, што е нивни традиционален некој сојузник, тука ќе доаѓаат русите во Колумбија, доаѓаат во Венецуела, доаѓаат во Боливија. Добро, русите за сега се дојдени само во Венецуела и тоа со брод, воен брод. Руската пенетрација ќе се појави со капитал. Бидејќи и Русија веќе се адаптира на глобализацијата и располагаат русите со најмногу капитални фондови во светот. Рускиот капитал ќе мора некаде да се, бидејќи пари што лежат не се пари, не се капитал. И се појавува чашо, гледате, во Исланд влезе најголемите банки во Исланд, како резултат нова финансиска криза ги купи Русија. Што значи дека рускиот капитал преку Исланд влезе директно во НАТО сојузот. Доларот го доведе Исланд до банкрот и рускиот долар, сега доларите што ги има Русија го вадат ја назад. Сето тоа во крајна линија има користи за Соединетите Американски држави и затоа тие нема да одат во конфронтација. Меѓутоа чудно е дека американците ја сваќаат таа територија на Латинска Америка кој што Русија сваќа територијата на Украина, Грузија и Централна Азија. И ако русите се толку сензитивни кога американците доаѓаат блиско до нивните граници, претпоставам дека американците ќе бидат исто толку сензитивни, ако не и повеќе, кога гледаат дека русите веќе се приближуваат до нивните граници. Нервоза ќе има, меѓутоа во овој даден момент Соединетите Американски држави повеќе зависат од Русија и од оплодувањето на рускиот капитал кој е изразен во долари, и нафтата се тргува во долари, а тоа е најголемијата ставка на извоз на Русија. Американците нема да отвараат конфликт, кој ќе одат на оно што најверојатно ќе биде израз на новото време или на новиот меѓународен поредок, ќе одат во империјална нагодба, не да го делат светот.
туку да не влегуваат во економски антагонизам. Во наредните 20 години населението во светот ќе се зголеми и ќе изнесува некаде околу 8 милиарди жители, односно ќе биде некаде за 1 милиарда жители повеќе од тоа колку што светот денес брои жители. Најбројна држава во светот ќе биде Индија, кај што жителите ќе изнесуваат некаде помеѓу милиарда и 400 и милиарда и 500 милиони. Иначе ние ако заспиеме овие 20 години, се разбудиме тамо 2025 година, веројатно ќе живееме во еден свет кој е многу поразличен од овој што е сега. Дефинитивно, се согласувам. Не само тоа, туку вредностите на тој свет ќе се сменат, така. Дури има за тие вредности треба нови односи. На крај кога ги прават овие проценки американците, нели за себе велат од 300 до 340 милиони, а за светот велат дека има повеќе луѓе или повеќе жители за 1,2 милиарди, што е фрапантна бројка. Вкупно 8 милиарди луѓе од сегашните 6,8. Ќе може ли ова земјина топка тоа да го издржи? Ќе може ли многу финансиски, тешко затоа што тоа ќе направи силен ќе може со огромни тешкоти, затоа што тоа ќе направи потисок, сериозен потисок на клучните ресурси кои сега ги имаме и знаеме дека дел од нив не се обновливи. Значи тоа ќе направи потисок на нафтата, ќе направи на водата, на сите енергенти кои ќе морате да ги делите на 8 милиарди, а не на 6,8. Ние доаѓаме во ситуација сега некои од земјите кои денес важат за многу богати, многу мокни, не знам, ако имат одредени извори на нафта како што се Велика Британија, Норвешка, Мексико, Индонезија, Јемен, дека од 2025 година ќе станат минимални, мали играчи на тој светски пазар на нафта, а адекватно на тој многу мали играчи на тој светски пазар на капитал. Ќе има одредено сериозно прелевање, како што велат во тој извештај, на капиталот, како велат, без преседан прелевање од запад кон исток. Тоа е точно, меѓутоа да знаете во геополитиката на енергијата нема да има поголеми изместувања. Точно е дека оваа групација на држави ќе ослабат или нема да имаат ресурси како што имаат сега, меѓутоа точно е и така дека доминантно нафтата и понатаму ќе доаѓа од Блискиот исток и тоа најмногу од Саудитска Арабија. Тоа значи дека во политичка смисла клучните светски играчи ќе морат и тоа како да водат сметка што се случува тамо, која има власта, за да можат изворите со нафта да останат непречени. Тука има две тези. Првата теза е дека сите тие терористички акции ќе настанат бидејќи на Блискиот исток се случуваат одредени и се можни брзи промени тектонски, значи меѓу границите, меѓу државите така натаму, и дека тоа може да го искористи Ал-Каида. И втората теза е дека големите сили треба да водат сметка токму за нафтените извори и нафтоводите кои пренесуваат таа нафта, бидејќи тие ќе бидат во најголема мерка цел на тие терористички акции. На Блискиот исток треба да имаме во предвид еден параметар, еден сооднос. Тоа е како ќе се одвива во следните 15-20 години балансот на моќта меѓу Иран горе, кој е доминантно шиитски, и Саудитска Арабија, која е доминантно сунитска држава. Тоа се двата крупни јаки пола сега во Блискиот исток. Кои ние во моментот можеби не ги гледаме, меѓутоа сите проценки говорат дека Саудитска Арабија е исплашена, не само Израел, не само американците, туку Саудитска Арабија е исплашена бидејќи Иран развива нуклеарна технологија. Ако имаме нуклеарен Иран во скоро време, да речеме останете 5 до 7 години, тоа ќе ги измести, тоа ќе направи брзи промени на Блискиот исток, тоа тектонски ќе го поремети целиот така наречен поширок Блиски исток. Значи нуклеарен Иран менува се. Сите параметри на моќта, не само кон Америка, туку и кон своите соседи. Тоа значи дека и другите големи арапски земји ќе пробаат да имат нуклеарна технологија и можности за нуклеарна бомба. Например Саудитска Арабија, Бахрейн, Египет, Либија. Се смета дека ако меѓународната заедница, предводена од Америка, гледа беневолентно на она што го прави Иран во развојот на нуклеарната технологија, тогаш и другите ќе го следат истиот пример.